Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на денешната пресконференција побараа од Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски веднаш да ја повлече наредбата со која воспитувачите и негователките во градинките треба да работат по 40 часа неделно. Имено во законот е регулирано дека тие што имаат непосредна работа со деца треба да работат 35 часа ако се негователки и 30 часа неделно ако се воспитувачи. Председателот на СОНК, Јаким Неделков, на пресконференцијата изјави дека писмениот документ, кој бил доставен на 21 месецов до градинките, е скандалозен и невалиден документ, зашто бил без архивски број, печат и подпис, и дека е небулозно писмо од половина страница. Ресорното министерство кој што е надлежно за спроведување на законот го крши и законот и колективниот договор. Од ова место ќе и порачаме на министерот Ременски да одговори на нас, на СОНК и на јавноста, каде и во кои детски установи имало такви случаеви каде што во понеделникот, уште изборите, односно кампањите не беа почнати, во понеделникот ние добиваме писма за фиксно работно време и каде во понеделникот во која установа биле напуштени своите работни места и колешките и колегите отишле на митинг. Јавно бараме да ни одговори. И ако имало таков случај, во кој установи и што е превземено. Воспротивно, ако нема одговор, ако нема доказ за тоа што јавно го тврди, тогаш ние имаме легални и легитимни средства, право да побараме одговорност од ресорниот министер. Со наредбата, како што изјави Неделков, се барало од директорите на градинките да доставуваат електронски извештаи за дневно присуство на вработените или воспротивно ќе биле парично казнети. За проблемот СОНК доставил писмо до министерката Ременски, ја информирал владата, а ќе се обрати и до амбасади и меѓународни организации. Доколку не се повлече одлуката, од СОНК најавија дека ќе организираат протест пред Министерството за труд и социјална политика, а нема да биде исклучена и градинките да стапат во генерален штрајк.